Добро утро, Јована. Се вклучуваме од итната медицинска помош за да добиеме одговор токму на тие прашања. Помина празничниот продолжен викенд, така што со раководителката на итната медицинска помош Анита Димовска разговараме за тоа колку екипи биле дежурни и кои интервенции главно одговориле истите екипи. Добро утро и добро дојдовте и благодарам за издвоеното време. Добро утро и посакувам на сите верници од православната вероисповед среќни честити великденски празници. Во изминативе 4 дена, бидејќи беа празнични денови, службата за итна медицинска помош располагаше со вкупно 6 екипи во смена. Освен исклучок е смената спроти недела, значи саботната ноќна смена, кога имавме 7 екипи. Тоа беше затоа што знаеме дека каде што има поголем собир на луѓе, од типот на собирот пред храмовите, дека секогаш имаме инцидентно по некоја интервенција. Така и се случи, значи за време на спроти великденската ноќ имавме околу 30 на интервенции, меѓутоа дел од нив беа на јавно место, 7 беа во црквите, каде што имаше потреба за интервенција поради колапсни состојби. Значи најчесто сите беа губење на свест, за среќа краткотрајно, освен еден пациент кој што е однесен во болничките установи, сите беа згрижени на лице место. Значи тоа беше краткотрајна колапсна состојба која што за брзо време се нормализира. Инаку во тек на изминативе денови службата се соочи со најразлични интервенции, почнувајќи од сообраќајните незгоди, зборувам за оние интервенции кои што се пред се на јавно место, кои што ги имаше во голем број, сообраќајните незгоди во просек по 2 во една 12 часовна смена. Потоа имавме повреди на јавно место, физички напади, слошување, значи многу често овој период, иако не сме зимски период типично за такви повреди, сепак имаме падови на јавни места каде што имаме травматски повреди со полесни и потешки последици, значи треба и внимавање кога се движиме по улиците, за да не дојде до такви несакани последици. Избринети се тие пациенти во соодветните болнички установи. Исто така голем дел од јавувањата кај граѓаните се заради најчесто хроничните болни, заради и промена на температурите, денска, вечерна, попладневна температура. Знаеме, утринските се пониски, потоа се покачуваат температурите. Не секој од оние хронични пациенти може да се адаптираат така лесно на овие промени. Еве се најавуваат во тек на следната недела и повторно дождови, односно промени. Така да, за среќа тие се решаваа со совет од лекарите на нашите телефонски линии. Голем дел се јавуваа за да повратно дадат информација дека во ред е целата таа состојба и така да затоа се и достапни 24/7 докторите на линијата 194. Според вашето искуство, беше ли обемот на работа очекуван според тоа и како ви биле распределени екипите, меѓутоа и за овој празничен период со текот на годините веќе и реално очекувате кои би биле самите интервенции? Споменавте дека околу 2 сообраќајни незгоди на 12 часа. Дали тоа е намален број на сообраќајни незгоди, особено за време на празници и бројувач на возилата кои што биле во алкохолизирана состојба? Да, секако дека е намален бројот, меѓутоа во однос на предходните денови, да речам, во однос на месеците февруари па и март, е нешто зголемен, затоа што со почетокот на безбеден град имавме случаи кога во рокот 48 часа се соочувавме со една сообраќајна незгода. Сепак е нешто минимално зголемена таа бројка, меѓутоа се надевам дека тоа е само резултат на оние празнични денови, кога нели после во недела и понатака се консумира и алкохол, имавме и алкохолизирани лица на јавно место, така да тоа го припишувам сепак на овие така празнични денови и се надевам дека понатака ќе немаме ваков тип на
на интервенции, да. Го споминавте и времето, временските услови, веќе најавено е дека и за оваа недела ќе имаме врнежливо време, така што големи се разликите и во температурите наутро и навечер, како што истакнавте, освен за хронично болните кои што први го чувствуваат тоа. Кој е вашиот совет и препорака до здравите лица како да успееме да го намалиме влијанието од временските промени? Така да, не само оние лица кои што имаат хроничен проблем. Метеоропатите се голем дел од нашите корисници кои што се јавуваат на телефоните за да бараат совет од нас како да постапат, болки во коски, зглобови од реуматска природа, главоболки, значи поготово младите се жалат на оние, да речам, мигренозни болки кои што се јавуваат многу често и голем дел и од оние кои што имаат таква мака па си ја знаат симптоматологијата и сами постапуваат со одредена категорија на аналгетици и така натаму. Како и да е, овој период кој што предстои е нормален за оваа сезона, значи природен период е од зима, пролет, па доаѓаат и летни температури. Знаеме дека кај нас и многу брзо доаѓаат и оние високи температури кои што може да наликуваат и на летни температури и во април и во мај, така да едно внимание во однос на крвен притисок, во однос на контрола на шеќер, и мислам дека не би имало некои далекосежни последици по здравјето. Доктор Анита, за крај да завршиме секако со совет и апел, затоа што следува периоди на матурските прослави и пораздвижено генерално низ градот со убавото време се тоа доаѓа заедно. Кој е вашиот совет особено до матурантите? Како што и претходно сами кажавте, секој празник и секој неработен ден кој што е поготово празничен, си ги очекуваме, нели, интервенциите. Секоја сезона и очекуваме кој тип на интервенции искуството покажало, нели, ќе ги имаме и така и е досега. Во сезона на матурските прослави најчесто се работи за млади лица кои што или се уште не се или се на почетокот на своето полнолетство, така да еден апел што помалку алкохол, затоа што прагот на толеранција на младите лица е многу понизок во однос на возрастните, во тој смисол, за да не дојде до несакани последици, значи што помалку, јас би рекла како малолетни воопшто да не се консумира алкохол, токму заради таа причина. Внимание кога ќе се седне на волан, голем дел од нив се и скорашни возачи без искуство, значи тоа може да зголеми и бројот на сообраќајни незгоди, а и да има и фатални последици. Затоа еден апел да крајно внимание до сите оние млади за да си ја прослават својата и да си ја дочекаат својата матурска вечер како што доликува. Благодарам многу за издвоеното време денеска. Ви посакувам во текот на денешниот ден, па и ако е возможно и во останатите да имате што помалку интервенции. Ви благодарам и вас. Благодарам уште еднаш. Тоа беше разговорот со раководителката на итната медицинска помош, доктор Анита Димовска, во однос на тоа како поминал продолжениот празничен викенд, меѓутоа и според нивното искуство, што е она што во овој период од годината го исполнува нивниот обем на работа. Совети апел секако и до идните матуранти, но и совети за овие наредни денови. Најавена е промена на временските услови, не очекува врнежливо време, па со цел да го заштитиме нашето здравје и полесно да ја пребродиме промената.